Елиезер, за патот, за вистината, за животот. Тројца луѓе во вжарена печка. Царот Навуходоносор направи златен идол висок 60 лакти, 6 лакти широк и го постави во полето Дура во областа Вавилонска. И нареди царот Навуходоносор да се соберат сите локални управители, намесници, војводи, врховни судии, ризничари, законодавци, судии и сите областни управители, да дојдат на свеченото откривање на идолот што го беше поставил царот Навуходоносор. И се собраа локалните управители, намесниците, воените началници, врховните судии, ризничарите, правниците, судиите и сите областни управители за откривање на идолот кој царот Навуходоносор го беше поставил и застанаа пред идолот што го беше подигнал Навуходоносор. Тогаш гласникот високо извика: „Ви се објавува вам народи, племиња и јазици, штом ќе го чуете звукот на трубата од свирката, од цитрата, од харфата, од пеењето, како и од секакви свирки, паднете ничком и поклонете му се на златниот идол што го постави царот Навуходоносор. А оној што нема да падне на колена и не се поклони, веднаш ќе биде фрлен во вжарена печка.“ Затоа, кога го чуја звукот од трубата, од свирката, од харфата и од другите свирки, паднаа на колена сите народи, племиња и јазици и му се поклонија на златниот идол што го беше поставил царот Навуходоносор. Во тоа исто време, дојдоа некои од халдејците и ги наклеветија јудејците. Тие му рекоа на царот Навуходоносор: „Царе, жив да си довека. Ти, царе, даде заповед секој човек што ќе го чуе гласот од трубата, свирката, цитрата, харфата и од сите свирки, да падне на колена и да му се поклони на златниот идол. А оној што нема да падне и нема да му се поклони, тој треба да биде фрлен во вжарена печка.“ Но има луѓе јудејци што си ги поставил над работите на земјата Вавилонска, Седрах, Мисах и Авденаго. Тие луѓе не се покорија на твојата заповед, царе, на твоите богови не им служат и на златниот идол што го постави не му се поклонија. Тогаш царот Навуходоносор со гнев и јарост заповеда да ги доведат Седрах, Мисах и Авденаго и ги доведоа тие луѓе пред царот. Навуходоносор им рече: „Вие, Седрах, Мисах и Авденаго, умислено ли не им служите на моите богови и на златниот идол што го поставив, не му се поклонивте? Од сега, ако сте спремни, штом ќе го чуете звукот на трубата, свирката, цитрата, харфата, пеењето и сите други свирки, паднете на колена и поклонете му се на идолот што го направив јас. Ако не се поклоните, веднаш ќе бидете фрлени во вжарена печка. И тогаш кој Бог ќе ве избави од раката моја?“ Одговорија Седрах, Мисах и Авденаго и му рекоа на царот Навуходоносор: „Нема потреба да ти одговориме на тоа. Нашиот Бог, кому му служиме, е силен да не спаси од жарената печка, па и од твојата рака, царе, ќе не избави. Ако пак и не се случи тоа, известно нека ти е, царе, дека нема да им служиме на твоите богови и на златниот идол што си го поставил нема да му се поклониме.“
Тогаш царот Навуходоносор се исполни со јарост и лицето негово се наморти против Седрах, Мисах и Авденаго. Па заповеда да запалат печка 7 пати посилна отколку што обично ја угоруваа. Им заповеда на најсилните луѓе од војската своја да ги врзат Седрах, Мисах и Авденаго и да ги фрлат во вжарената печка. Тогаш тие луѓе беа врзани, облечени во своите облеки, со капи на главата и со другите алишта и беа фрлени во печката огнена што гореше. Бидејќи царската заповед беше строга и печката вжарена необично многу, пламенот од огнот ги умртви луѓето што ги фрлија Седрах, Мисах и Авденаго. А тројцата, Седрах, Мисах и Авденаго, паднаа во вжарената печка врзани. И одеа меѓу пламенот, славејќи го Бога и благословувајќи го Господа. Тогаш Азарија стана и почна да се моли, па ја отвори устата своја среде огнот и изговори. Да си благословен Господи Боже на татковците наши, нека е фалено и прославувано името Твое во сите векови. Зашто Ти си праведен во се што направи со нас и сите Твои дела се вистински. Патиштата Твои се прави и судовите Твои се вистински. Ти изврши вистински суд во се што испрати против нас и против Ерусалим. Светиот град на татковците наши, бидејќи по вистина и по суд, Ти го испрати се во ова против нас заради гревовите наши. Зашто ние сгрешивме и постапивме против законот кога отстапивме од Тебе и во се сгрешивме. Заповедите Твои не ги слушавме и не ги пазевме и не постапувавме како што ни беше заповедал, за да ни биде добро. И се што ни испрати и се што направи со нас, го направи според вистинскиот суд. Па не предаде во раците на безбожните непријатели, на најомразените отстапници и на неправеден и најлош цар на земјата. И сега не можеме да отвориме устата своја. Станавме за срам и подсмев на слугите Твои и на оние кои Те почитуваат. Но не предавај не за секогаш заради името Твој и не разрушувај го заветот свој. Не одземај ја од нас милоста своја заради Аврам, Твојот слуга, заради Исак, Твојот слуга, и Израел, светијата Твој. На кој им си рекол дека ќе го умножиш семето нивно како звездите на небото и како песокот на морскиот брег. Намалени сме, Господи, повеќе од сите народи и сега сме понижени по целата земја заради гревовите наши. Немаме ни кнез, ни пророк, ни водач, ни сепаленици, ни жртви, ни приноси, ни темјан, ниту место да Ти принесуваме жртва и да ја најдеме милоста Твоја. Но со скрушено срце и со дух смирен нека бидеме примени. Како при сепаленици на овни и јунци, како прилјади угоени јагниња, така да Ти биде благогодна жртвата наша денес пред Тебе, Господи, зашто нема срам за оние што се надеваат на Тебе. И сега ние одиме по Твојот пат од се срце и се боиме и го бараме Твоето лице. Не посрамувај не, но направи со нас според Твојата волја и според големата Своја милост. Избави не преку силата на чудесата Своји, покажи слава на името Твое, Господи. Па да се засрамат сите што им прават зло на слугите Твои, да се засрамат со целата Своја моќ и силата нивна да се скрши. За да познаат дека Ти си Господ Бог еден и славен по целата вселена. А во тоа време царските слуги што ги беа фрлиле, не престануваа да ја разгоруваат печката со нафта, смола, коноп и дрва. Па се креваше пламен над печката висок 49 лакти и се одделуваше и ги изгоруваше и оние халдајци што ќе ги досегнеше околу печката. Но ангел Господов слезе во печката заедно со Азарија и оние што беа со него. И го истфрли огнениот пламен од печката и така направи што среде печката се појави како шумлив, влажен ветар. И огнот воопшто не се добираше до нив и не ги повреди, ниту ги возбуди. Тогаш тие тројцата, како дедна уста, почнаа да пејат во печката, да благословат и да го прославуваат Бога. Благословен си Ти, Господи Боже на татковците наши, фален и прославуван во векови и благословено е името на Твојата слава.
Името свето и префалено и прославувано во сите векови. Благословен си ти во храмот на Твојата света слава и префален си прославуван вечно. Благословен си ти која гледаш бездната, кој сидиш над херувими и си префален и прославуван во векови. Благословен си ти врз престолот на славата на Твоето царство, префален си прославуван вечно. Благословен си ти врз основата небеска, префален си прославуван во сите векови. Сите дела Господови благословете го Господа, пејте и прославувајте го во векови. Ангели Господови благословете го Господа, пејте и прославувајте го во векови. Благословете го небеса Господа, пејте и прославувајте го во векови. Благословете го Господа сите води што сте повисоки од небесата, пејте и прославувајте го во векови. Благословете го Господа сите сили Господови, пејте и прославувајте го Господа во векови. Благословете го Господа сонце и месечино, пејте и прославувајте го во векови. Благословете го Господа звезди небески, пејте и прославувајте го во векови. Благословете го Господа сите дождови и роси, пејте и прославувајте го во векови. Благословете го Господа сите ветрови и прославувајте го во векови. Благословете го Господа огну и жару, пејте и прославувајте го во векови. Благословете го Господа студе и горештино, пејте и прославувајте го во векови. Благословете го Господа росо и иње, пејте и прославувајте го во векови. Благословете го Господа ноќи и денови, пејте и прославувајте го во векови. Благословете го Господа светлино и темнино, пејте и прославувајте го во векови. Благословете го Господа ледо и мразе, пејте и прославувајте го во векови. Благословете го Господа шушлеко и снегу, пејте и прославувајте го во векови. Благословете го Господа молскавици и облаци, пејте и прославувајте го во векови. Да го благослови Господа земјата, нека пее и нека го прославува во векови. Благословете го Господа планини и ридови, пејте и прославувајте го во векови. Благословете го Господа сите растенија по земјата, пејте и прославувајте го во векови. Благословете го Господа извори, пејте и прославувајте го во векови. Благословете го Господа мориња и реки, пејте и прославувајте го во векови. Благословете го Господа китови и се што се движи по водите, пејте и прославувајте го во векови. Благословете го Господа сите птици небески, пејте и прославувајте го во векови. Благословете го Господа зверови, сиот добиток, пејте и прославувајте го во векови. Благословете го Господа синови човечки, пејте и прославувајте го во векови. Благослови го Господа Израиле, пеј и прославувај го во векови. Благословете го свештеници Господови, пејте и прославувајте го во векови. Благословете го Господа слуги Господови, пејте и прославувајте го во векови. Благословете го Господа духови и души на праведници, пејте и прославувајте го во векови. Благословете го Господа праведни и смирени по срце, пејте и прославувајте го во векови. Благословете го Господа Ананија, Зарија и Месаиле, пејте и прославувајте го во веки, бидејќи тој не извлече од пеколот и не спаси од раката на смртта, не избави од жарената печка и не спаси од сред огнот. Славете го Господа, зашто тој е добар, милоста му е во векови. Благословете го Бога над боговите сите вие што го почитувате Господа, пејте и славете го, зашто милоста негова е вечна. Одеднаш царот Навуходоносор се стаписа. Се крена на нозе и им рече на големците своји: Нели беа тројца врзани што ги фрливме во огнот? Тие му одговорија на царот: Навистина, така беше, царе. На тоа тој рече: Еве, јас гледам четворица, како одат неврзани среде огнот и ништо не им се случува. И четвртиот личи на ангел. Тогаш Навуходоносор се приближи до отворот на распалената печка с оган и рече: Седраху, Мисаху и Авденаго, слуги на Севишниот Бог, излезете и дојдете. Тогаш Седрах, Мисах и Авденаго излего од огнот. И штом се собраа локалните управители, намесниците, воените, началници и советниците на царот, видеа дека огнот немал никаква сила врз телата на тие луѓе. Дури косата на главата не им беше опржена,
а и облеките нивни не им беа изгорени, па дури мирис на изгорено немаше на нив. Тогаш Навуходоносор рече: нека е благословен Бог на Седрах, Мисах и Авденаго, кој го испрати својот ангел и ги избави слугите своји што се надеваа на него. И не ја послушаа царската заповед, па ги предадоа телата своји на огнот, за да не служат и да не се поклонат на друг Бог, освен на својот Бог. И еве, јас давам заповед, ако некој од народите, племињата, јазиците, изговори хула против Бога на Седрах, Мисах и Авденаго, да се исече на парчиња и куќата да му се претвори во урнатини, зашто нема друг Бог кој може така да избавува. Тогаш царот ги возвеси Седрах, Мисах и Авденаго во земјата Вавилонска. Елиезер,